и одредени активности со цел на заокружување на туристичката понуда, односно на туристичка понуда во смисла на припрема на спортски екипи. Во таа насока се предвидува изградба на нова спортска сала, ќе се изгради нов затворен базен, се предвидува изградба на ново тениско игралиште, изградба на повеќе наменско спортско игралиште, кое со постојните две фудбалски игралишта ќе представува една заокружена туристичка понуда за припрема на спортски екипи. Знаеме дека Крушево во наредниот период не очекува традиционалната манифестација 10 дена Крушевска република, потоа веќе нова традиционална манифестација, тоа е Крушево етноград, која ќе се одржи кон крајот на јули и првите денови на месец август. Тука е топлиот културен бран, одредени активности кои ќе се преземат во таа насока. Она што друго работиме во Крушево е, сакаме да го живееме споменот на еден Васи Лилјовски, нам сите добро познат, роден крушевченец, авторот на нам познатите Бегалка, Чорбаджи Теодос и други драми. Имено сакаме да ја санираме и уредиме една од најубавите згради во Крушево, а тоа е зградата на Горното училиште, која во последниот период беше запоставена. Имено сакаме да го отвориме првиот професионален крушевски театар, бидејќи имаме доста дипломирани актери во Крушево и на нивна иницијатива се спроведува обнова и рестартирање на оваа зграда. Не можам да не спомнам она што природата нам во Крушево ни го дарила. Имено тоа е едно место што се наоѓа во непосредна близина на Мечкин камен, а тоа е полетувалиште за параглајдери змејови. Тоа е едно од најубавите места во светот, а како доказ за тоа е тоа што постојано на тоа место се организираат низа меѓународни надпревари и светски куп во летање со параглајдерство. Локалната самоуправа во овој период што ни престои преземаме одредени активности околу уредување на инфраструктурата на тоа место, така да го оплемениме и го култивираме на некој начин. Ви благодарам од мене. Благодарам, градоначалник. Че Крушево е исто регион каде што има огромен потенцијал за развој на алтернативниот туризам и да го кажам и селскиот туризам, така да во наредниот период таму ќе се посвети доста енергија и мислам дека имаме неколку проекти што треба да се таму реализираат. Сега сакам да го поканам преседувачот на Советот на општина на Охрид, секретарот на општина, малце образложи за активностите што се планираат во Охрид и во Охридскиот регион малце пошироко, бидејќи Охрид е еден од, мислам, најзначајната туристичка дестинација во Македонија. Повеле. Благодарам, заменик министер. Добар ден и од мене. Како што кажавте, Охридскиот регион дефинитивно е најголема и најразвиена туристичка дестинација во Република Македонија. Потенцијалите и изобилството на туристичките понуди го поставуваат Охрид високо на туристичката мапа на Македонија, па и на Балканот пошироко. Охрид представува место каде се содружуваат културите, градејќи историски континуитет кој заедно со огромното природно наследство дава специфичен простор кој може да добие соодветна валоризација од туристички аспект. Несоодветниот приод во управувањето кој минатата локална власт го имаше во Охрид, нивните неразбирливи приоритети, посебно во делот на нелогичната урбанизација и немање јасна цел во делот на туризмот, доведоа до сериозна деградација на економските потенцијали во општината. Затоа организираниот туризам беше доведен до поразително ниво со тенденција за дополнително комплицирање на состојбата. Имајќи ја во предвид големата улога што игра туризмот за локалниот економски развој на општината, новата локална власт на чело со градоначалникот Бакрачевски веднаш по преземањето на функцијата презеде неколку брзи чекори за прилагодување во текот на оваа туристичка летна сезона. Резултатите во тој дел се следни.
За прв пат оваа година, а заради промоција на почетокот на летната туристичка сезона на 6 јули во Охрид, предвидена е манифестацијата Бела ноќ, каде што заедно со туристичките работници од градот, Охриѓани и гостите ќе им понудиме летни содржини кои ќе бидат увертира во престојните летни денови. Во постојана комуникација како локална самоуправа сме со представниците на туристичките работници, на хотелиерите, на такси превозниците и на сите оние кои што имаат клучна улога во подобрувањето на сликата на градот. Преку секторот за туризам и локален економски развој презедовме иницијатива за поставување на информативни киосци кои што ќе имаат функција на брз пристап до основните податоци од областа на туризмот, сместување, културни настани, туристички локалитети, цени на услуги и слично, кои ќе бидат поставени на најфреквентните места во градот. Главен фокус на нашите активности е подобрување на хигиената во градот, особено на оние плажи кои што не се издадени под концесија, се со цел туристите при посета на Охрид да може да добијат соодветни услови на сите плажи долж Охридското крајбрежје. Со надлежните органи сме во тесна соработка во однос на подобрување на безбедноста во градот, значи со особена помош на МВР, оваа година се надеваме дека ќе имаме една побезбедна туристичка сезона, каде што туристите ќе може да добијат еден убав и сигурен престој во Охрид. За нас многу значајна активност која што ја презедовме беше и воспоставувањето на ред во однос на поставување на тезгите кои што долги години наназад беа грда слика на Охрид и Охрид изгледаше налето практично како еден панаѓур. Оваа година за прв пат донесена е програмата за поставување на урбана опрема. Во Охрид таа урбана опрема ќе биде на типизирани тезги кои што ќе можат продавачите кои што се заинтересирани да продават и сето тоа добро ќе изгледа. Стратешки, како локална самоуправа, во соработка со владата на Република Македонија и во соработка со сите ресорни министерства сме насочени кон воведување на нови содржини во однос на туристичката понуда на Охрид. Во идните години планирани се многу проекти кои што значително ќе придонесат за подобрување на туристичкиот амбиент и туристичката понуда на Охрид. Тука пред се сакам да спомена изградбата на модерното градско пристаниште во Охрид, кое што ќе биде едно убаво место кое што ќе може да се види во Охрид. Потоа изградба на туристички информативен центар, каде што туристите ќе имаат можност да ги добијат сите потребни информации во однос на туристичката понуда на Охрид. Поставување на туристичка сигнализација и мапи на градот на повеќе места. Во текст се повиците за идејни решенија за изработка на модерен промотивен материјал на повеќе светски јазици и така натаму. За неколку дена во функција во Охрид ќе биде поставен и новиот панорамски автобус кој што е добиен како донација од страна на владата на Република Македонија, така што туроператорите ќе имаат можност да ја користат и таа услуга. Исто така, веднаш по доаѓањето како нова локална власт се зафативме со исцртувањето на деталниот урбанистички план за спортскиот комплекс Билјанини извори, каде што се надеваме по завршување на процедурите многу брзо ќе стартува изградба на затворениот пливачки базен. Тоа ќе биде еден убав комплекс кој што ќе содржи затворен пливачки базен, отворен пливачки базен, тука е спортската сала, ќе се инвестира во инфраструктурата на самиот стадион Билјанини извори, ќе се изградат неколку помошни игралишта со вештачка трева, така да ќе излеземе со комплетна понуда за оние спортски екипи кои што се заинтересирани да дојдат во Охрид. Секојдневни се инвестициите во однос на инфраструктурата, на пристапите до туристичките места и морам да ја напоменам одличната соработка која што имаме со ресорните министерства, Министерството за економија, Министерството за транспорт и врски, Министерството за култура, со многу сериозни инвестиции во Охрид и сите останати државни институции кои што се од областа на туризмот.
Делот од стимулациите на владата на Република Македонија и субвенционирањето на туроператорите кои носат гости од странство во Македонија представува одлична можност за подобрување на општата туристичка слика во Охрид. Досегашните вложувања на владата на Република Македонија, особено преку Министерството за култура во локалитетот Плаошник, заливот на Коските, покажаа дека со внесување на новите содржини се зголемува понудата за туристите, а со тоа нели и приходите се поголеми. На тамошното градење на заемни односи помеѓу локалната самоуправа, владата на Република Македонија и туристичките работници несомнено ќе донесе нов напредок во туризмот, односно економскиот просперитет на Охрид, кој има сериозно заостанување во својот развој. Како нова локална самоуправа, гранката туризам представува основата врз која што понатаму ќе оградиме локалниот економски развој. Од тие причини и особена благодарност до владата на Република Македонија за целокупната поддршка која што е дава на Охрид. Јас можам да ја уверам јавноста дека оваа година Охрид е подготвен, максимално да ги пречека туристите, има многу нови содржини, има многу нови убавини кои што може да се видат, а верувам дека до година, како нова локална власт, ќе можеме да се пофалиме со многу реализирани проекти, секако во соработка со владата на Република Македонија. Благодарам. Охрид како најголема туристичка дестинација ќе има и најголемите инвестиции во тој дел, посебно во делот на инфраструктурата, че предвидено е во народниот период на подобрување, односно изградба на пат до Охрид. Тие подготовки веќе се во завршна фаза преку Министерството за транспорт и врски и мислам дека за едната делница веќе концесијата, односно тендер што ќе се објави за јавно-приватно партнерство во делот на Гостивар Кичево веќе се во завршна фаза, односно се во финална фаза. Така да ова е една посериозна инвестиција за како да се стигне до нашиот до нашата најатрактивна дестинација. Предвиден исто пат од Охрид до Светинаум, но и за развојот на оние што ги нарековме туристички развојни зони кои во догледен период треба во кои ќе има едни од посериозните инвестиции во изградбата на сместувачки капацитети. Сега малце од другата страна да видиме што за ова ќе кажат и представникот на Хотам, од бизнисот околу заложбите и едно нивно видување за проектите што престојат во иднина. Благодарам. Благодарам, почитуван заменик министер. Благодарам, почитуван заменик министер. Благодарам и на присутните кои се трпеливи и чекаат да не се слушаат. Прво јас ќе се представам, имам така обичај, моето име е Дончо Таневски. Јас сум во индустријата на туризмот или хоспиталити индустријата веќе 36 години. Нашето здружение Хотам постои 21 година, е првото здружение кое е основано на професионална база, струково здружение, и искуството низ животот во практиката покрај искуството во науката стекнато ме донесе да бидам и председател на ова здружение во последни 8 години. И сега можам да кажам една анализа дека во моето 36 годишно функционирање како приватен стопанственик, значи целото време јас сум бил приватен стопанственик, дека во последниве 7 години во комуникацијата со оваа влада, во директната комуникација со многу шефови
на секторот за туризам, па и со последниот, господинот Зоран Николовски, со кого најдобро ни оди соработката, со поддршката на сите